па сега да одиме со една многу поведра тема. Светот на книгата е место каде секогаш доколку се втурнете, се втурнувате на вистинското место и времето поминато со книга е секогаш најдобро поминато време, а задутре започнува саемот на книгата во нашата земја. Искра, добро утро, повтор пат за тебе и за твојата соговорничка, Ана Несторовска од Македонската асоциација на издавачи. Ана, добро утро. Добро утро. Како сме подготвени за престојниот саем? Подготвени, со нетрпение ги очекуваме отварањето на саимските порти на читателите. Браво, секоја чест. Да, Ана, добро утро и од мене. Сајмот на книгата, ќе кажам, според моје мислење, може би еден не само од најубавите, туку најзначајните, туку и најголемите книжевни настани воопшто кај нас. Како сега течат подготовките? Како на Ана изгледа еден работен ден непосредно пред отварањето на овој саем? Интензивни се овие денови, се подготвуваме за подготовка на штандовите, подготовка на програмата, да биде се во ред за на 18-ти кога ќе биде отварањето, да ги пречекаме гостите. Ана, што е тоа кај саемот што секогаш побудува интерес? Благородна е многу оваа работа, затоа што станува збор за саем на, можам да кажем, на најголемата книжарница, условно кажем, можам да го кажам саемот, најголемата привремена книжарница каде што на едно место се собираат сите издавачи, најрелевантните автори и актуелни творци, илустратори на едно место каде што може да се сретне литература за секого, за деца, за возрастни, со различни жанрови, место каде што доаѓаат странски гости, каде што нашите автори лице во лице се сретнуваат, читателите со нив, значи една убава дружба книжевна, која што има силна порака дека читањето е многу клучно уште од најранни години да им се внесе како љубов на децата, затоа што еден ден тие ќе бидат луѓе кои што размислуваат и кои што ќе државата ќе водат напред, нели? Ама и самата атмосфера таму е посебна затоа што убав свет доаѓа, убав свет во наводници, кој што го сака пишаниот збор, кој што сите делат иста страст, иста љубов на некој начин. Предпоставувам заради тоа никогаш не бледе интересот. Сега ме интересира вие од стручен агол, од другата страна, како оценувате дали некој саем е успешен или не? Секако посетеноста е едно од критериумите, исто така и продажбата на книги, значи мало интересни било само да се разгледува туку и луѓето си земале книга која што после саимските денови ќе си ја прочитаат. Успех е кога има и богата програма, кога има интереси од издавачите да се представат со нови изданија, со работилници за деца, со представување на книги, кога авторите доаѓаат, разменуваат искуства, така да успехот е кога е посетен пред саемот, и од страна на организатори, односно учесници, и од страна на читатели. Драго ни е што се вратија организираните посети на училишта и на деца. Тоа значи дека се стопирано поради пандемијата, така училиштата не работеа, немаше ни посета од ученици. Така да, и сега веќе децата ќе имаат директен допир со книгите, доколку не се во можност преку училиштата и домовите, вака преку саемот ќе имаат можност да ги видат новите изданија, да видат кои се светските трендови, меѓутоа и класиците со кои што нели треба да се запознаат. Ајде сега за сите љубители на пишаниот збор, како што се вели, започнува 36-тото веќе издание, убава бројка, што се ќе се случува, од каде да започнеме сега? Па од почетокот ќе почнеме, така, 36-тото издание, така да. Значи ќе се одржи од 18 до 24 април, значи почнува во четврток, во 10 часот ќе се отворат вратите за посетителите, а од 12 часот ќе биде и официјалното отворање со Министерката за култура. Потоа ќе следува саемска програма, секој од издавачите си има организирано своји настани, своји презентации, промоции на книги, гостување на автори, подпишување на книги, работилници за деца, панел дискусии и други размена на искуства поврзани со книгите. Ќе се бидат представени голем број на саемски новитети, веќе по форумите на читатели се
споделуваат кои книги може да ги очекуваат сите љубители на книгите, меѓутоа и многу важно дека ќе има и саемски попусти. Секој љубител на книгата го очекува со нетрпение саемот, токму и заради тие саемски попусти. Верувам дека секој од издавачите ќе има убави саемски попусти и убави новитети ќе им понуди, значи ќе има една широка содржина. До крајот на саемот, значи планирани се голем број на промоции на книги. Самиот подпишување со автори се тоа. Така, средби, фотографирања, автограми зимање, значи еден класичен начин на пристапување на книгите, меѓутоа приступачен и интересен за новите читатели. На главната саемска бина или во промотивниот центар ќе се одржа 30 на промоции од различни издавачки куќи. Ќе почне уште на првиот саемски ден ќе има настан, а ќе заврши на 23 со последен настан. Тоа е ден пред последниот ден, кој ќе има и панел поврзан со светскиот ден на книгата. Значи се затвора токму на светскиот ден на книгата 20. Програмата меѓутоа е на 24 ќе бидат отворени вратите и ќе има продолжен дел, значи ќе може да си дојдат сите луѓе кои што ќе бидат тој ден ќе биде неработен заради гласањето и ќе може слободно да си го посетат саемот да си купат книга. Ана спомена издавачи нормално во множина и кажа се, претпоставам дека нема шанси да се каже колку книги ќе има на сајмот, тоа веројатно никој не може да го избере, но може да знаеме колку издавачи ќе има. Има 60 на издавачки куќи, издавачи од нашата земја и од регионот. Од кој регион, мислам, кои земји од регионот? Па има од Србија, од Турција, мислам дека прочитав така. Турција, значи ќе има широка понуда, меѓутоа и домашните наши издавачи имаат широка понуда на книги од странски изданија преведени на македонски, значи достапна е светската литература, секако и домашната таа е во фокусот. Меѓутоа ќе може да се изберат најновите светски трендови, најнови изданија кои што доаѓаат кај нас многу брзо заради нашите брзото реагирање на издавачите, така да сето она што е актуелно во книжевниот свет ќе може да се види на нашиот саем. Исто така би сакала да спомнам како еден новитет оваа година на самиот саем во организација на мај ќе биде и фелошип програмата, во рамките на која гостуваат агенти и издавачи од повеќе земји, од Франција, Грција, Босна и Херцеговина, Црна Гора и Словенија. Значи во рамките на таа програма тие ќе се запознаат со македонските автори, македонските најновите изданија, оние кои што вредат и да се преведат на странските јазици или на светските јазици, и ќе има специјална програма организирана со нив. Нашите издавачи ќе се запознаат со нив, ќе ги представат нашите изданија и после тоа веројатно ќе продолжи со размена на искуства и размена на контакти. Исто така во рамките на овој настан и конкурсот ќе биде представен и конкурсот за преводи на наши книги на странски јазици, значи на богата програма. Фелошип програмата е од 17 до 20 април. Ќе има и панел со учесниците. Исто така мај оваа година традиционално ги доделува и наградите за најдобрите изданија меѓу двете саемски изданија. Значи таа традиција си продолжува секако. Во колку категории се доделуваше на тоа? Па искрено не сум сигурна десетина категории се сигурно, значи за најдобар писател меѓу двата саема, најдобри изданија, ликовно графичко редување, најдобра илустрација, корица, секако најдобри книги за деца, тоа е исто многу важна категорија. Значи во повеќе категории се доделуваат, секој од издавачите членови на мај си ги номинираше своите најдобри изданија меѓу двете саемски представувања и се надевам дека и најдобрите ќе победат. Официјално ќе бидат, како што се мрати, оскаровски откриени. Се успева кај нас без никој да почепне на вистина до последниот момент да се држат победниците во тајност? До сега не сме дознале претходно, значи верувам дека и овој пат доделувањето ќе биде во петок на
во Како промоцентарот. Оскари му доаѓа, тоа на лице Па, место да. дознаваат добитниците. Треба да се наградат најдобрите и во книжевноста, така да еден вид на Оскари за книжевност. Ана, сакав да прашам со оглед на тоа што гледам дека се многу среќни што повторно нели учениците ќе видат со посета и разбрав дека голем акцент сте дале токму на програмата за деца и за млади. Што се подготвува за нив за да знаат зошто да дојдат? Пред се во тие организирани посети се договараме нели со издавачите да ги пречекаат групите, школските групи да се направат работилници за деца. Работилници од најмала возраст, од цртање, препознавање на ликови од книги и слично, до работилници во кои што се поттикнуваат читачките навики, се поттикнува љубовта кон книгите. Ја би спомнала кампањата читањето е супер мук, во рамките на која ќе бидат представени сите тие вредности што ги има книгата кон детето. Значи поттикнуваме со секое ново издание, ја поттикнуваме љубовта кон книгата и ги поттикнуваме нели родителите да им читаат на децата, затоа што така им се создава таа прва навика за читање. Ана, ти освен тоа што си дел од Македонската асоциација на издавачи, ти си дел и од Арс Ламина и ни донесе некои од твоите, ќе ни објасниш дали се најнови изданија, како и да е гледачите да знаат дека ќе вклучиме двајца, ќе може да си одберат нешто, ти ќе ни презентираш за што станува збор. Да, значи станува збор за изданија на издавачката куќа Арс Ламина, всушност од каде што доаѓам, од каде што доаѓам и каде што сум представник. Станува збор за неколку книги кои што ќе бидат се саемски новитети и кои што ги објавивме во периодот пред саемот, меѓутоа се актуелни и мислам дека ќе има интерес ке читателите. Би почнала со најпоследната книга од Маркес. Станува збор за романот, односно ние го нарекуваме, се нарекува Изгубениот роман од Маркес. Се гледаме во август, кој што е, ќе го покажам ако може. Да, пред емисијата кога ми го покажа Ана, јас реков, ово не сме го прочитала, не е ни чудно што не сме го прочитала, затоа што е ново издадено, интересна приказна да како е издадено. Да, значи се вклучуваме во светската премиера на книгата. Македонија, благодарение на Арс Ламина, е една од 30 земји во светот кој што ја објави синхронизирано во исти ден на денот на раѓањето на Маркес. Книгата излегува 10 години по неговата смрт. Стана збор за ракопис кој што го оставил во аманет на своите синови, уништете го. Да, обратен аманет. Да. Значи да не го издава. Не бил задоволен од тоа како излегува, меѓутоа 10 години подоцна заедно со издавачот, синовите го прегледале и го виделе уште еднаш делот и светеле дека има книжевна вредност и голема вредност има за читателите. Па ова е еден неочекуван подарок од Маркес 10 години по неговата смрт. Книгата ќе може да се набави на саемот и таа ќе биде во фокусот на дебатата за светските книжевни дела објавени на кирилица. Имаме веќе гледача на линија, да го вклучиме, па ќе продолжиме во детали за овие дела. Добро утро, поверете, од програма сте? Ало? Ало, добро утро. Добро утро, Иска. И до вас, и до гостинката. Ви благодарам многу. Дали сте љубител на пишаниот збор? Па да, колку имам слободно време, гледам, тако исполнам со читане на некоја книга. Саемите ги посетувате? Не сум бил, сум имал прилика, ама имам желба. Добро. И сега нешто сподели Ана со нас за овие дела. Вие за што сте заинтересиран? За било што. Ана, да оставиме, значи, на тебе да го направиш изборот. Во ред, вие само ставите... Да? Само да ве прашам, бидејќи неколку пати по ред, од кај вас добивам книга, само што никогаш не успевам да дознам како можам да ја подигнам. Па потоа сум во некоја мешаница, па ставам по неколку пати по ред, за да дознам како да подигнам. И малку ми е комплицирано. Бидете тука да ви објаснам, да ќе ми кажете дали ви е јасно или не. Со оглед на тоа што станува збор за издание на Арс Ламина, ова дело ќе го подигнете во било која продавница на литература МК. Добро. Литература МК, така? Добро. Вие оставивте ваши податоци? Оставив. Веќе од утре може да си поидете која што ви е најблиска и на ваше име да подигнете. Ако случајно нешто не успеете, повторно ќе не побарате, меѓутоа мислам дека нема да има проблем. Иска? Да? Само вака. Не сум дали по глас ме познавате, ама не снимам прв пат и прв пат книга не добивам. Ова не знам која книга поред ми е од кај вас добиена. Дали ми е 7 или 8 поред?
Добро. Не знам дали сте, зависи од која издавачка куќа ни гостувале. Ние секогаш правиме од таму да се подигнуваат, до сега друг немал проблем. Еве, поверете, од утре во Литература МК, јас сум сигурна дека ќе ја подигнете. Со вашето име и презиме. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро, повелете. Добро утро, добар ден ви посакувам. Поздрав Искра до тебе, поздрав до гостинката. Се јавува Сузана, исто така редовна гледачка. Да, Сузана не само што е редовна гледачка, туку и редовна читателка, така? Така, душо, да. И тоа како сте љубител на книгите? Ептен, да. Сузана, дали ќе го посетите оваа година сајмот? Обавезно следам секоја година, од 18 до 24 оваа година дека е. Така. И ќе го посетам обавезно. Сега, пред сајмот, со што би сакале да се освежите вака? Ајде, еве гостинката некако. Па мислам дека на гостинката. Еве гостинката, јас би ви го препорачала ова да ви кажам право. Маркес. Може, нели? Може, апсолутно, да. Одлично. Сузана, вие немате проблеми до сега да ги подигнете книгите, така? Јас мислам, да. Што значи, свативте дека станува збор за Арсламина и во било која книжарница на Литература МК, од утре веќе може да се подигнете. Благодарам. Ви благодарам. Убав ден да си имате, и пријатно. вие исто така, и убав ден, и убава посета на сајмот на книгата. Ана, до каде застанавме? Па до книгите од Арсламина. Да, мислам до која книга? Така, би ги споменала и книгите за деца, Рокчето од Никола Маџиров, нашиот познат поет, тоа е првата негова книга за деца која што објавува Арсламина неколку месеци пред сајмот. Тој ќе има и подпишување на нашиот штанд на 23 во 17 часот и ќе учествува на панелот за светските книжевни класици. Рокчето е еден вид на современизирање на легендата за настанување на градот Струмица. Многу убава приказна, прекрасно илустрираната Анета Илиевска, така да го збогатуваме книжевното творештво не само за деца и за возрастни. Оваа книга препорачам и возрастните да ја прочитаат. Потоа Шарените ириси, кој што ни е сајмски новитет, текст на Јована Матевска Танасова, илустрација од Симонида Филипова Китановска. Таа книга ќе обрнеме посебно внимание во мај, кога ќе биде промоцијата, така ми доаѓа. Би сакале, ќе направиме во мај. Но мора да напоменеме, Ана, за какво дело станува збор, за кога наменете? Станува збор за ова е комерцијалното издание што ќе оди во книжарници, меѓутоа ова дело е замислено како хибридна книга со специјална мисија во која што во книгата ќе бидат вклучени и делови со Брајово писмо. Што значи дека книгата ќе може да ја читаат и слепи и лица со оштетен вид и неговите семејства, да. И самата приказна е за татко кој што е слеп, кој што не гледа и го гледа светот преку очите на неговата ќерка, таа му чита, прави и му раскажа што се случува. На крај изгледа дека и таа почнува да гледа преку неговиот начин на согледување на нештата. Оваа книга ќе биде наменета за ресурсните центри за лица со оштетен вид и за средното, односно училиштето за деца со оштетен вид. Значи имаме една хумана мисија во која што ги правиме достапни книгите за сите, па дури лицата со оштетен вид, да може да ги прочита на начинот на кој што тие можат. Значи хибридна е затоа што е со кирилското писмо и со Брајово писмо истовремено објавена. И тоа повеќе ќе зборуваме кога ќе биде промоцијата сега. Значи браво за сите ваши изданија, но посебено браво, особено за ова дело. Затоа што навистина може да допре на сите и треба да мислиме малку и на оние кои што не можат, на кои читањето не им е толку лесно достапно како на нас. Многу ти благодарам за ова гостување. Знам дека имаш многу работа, дека веројатно ќе се ослободиш дури на 24-ти, ќе почнеш да дишеш тогаш. И уште еднаш за самиот крај да ги поканиме точно на 18-ти, во четврток. Од четврток во 10 часот на 18 април до сајмот ќе работи до 24 април, 18 часот ќе бидат затворени вратите, значи да не чекаат сега 17:55 да ни предстои викенд, ни предстои неработен ден, значи тие што се со работни врски може да се дојдат, можат и во попладневните часови до 20 часот. Нема изговор, треба да се чита, да се одржува мозокот свеж, така да ве поканувам да не посетите. Ти благодарам многу, Ана, и тебе, на сите твои колеги кои што го правите ова за нас. Благодарам многу и јас.